Днешната тема ни е дали е енормно зголемена потрошувачката на вода. Настрана ќе ги тргнеме оние температури кои што можевме да ги видиме во текот на вчерашниот ден и на времето кое што го зафати главниот град и Тетово исто така, но с оглед на тоа дека минатата недела Македонија влезе во портокалова фаза, а исто така јули и август вообичаено се оние месеци каде што имаме најголема потрошувачка на вода, но с оглед на тоа дека навистина имавме зголемени температури и во месец јуни, тоа е нашата денешна тема. Дали овие високи температури предизвика, односно доведоа до тоа да имаме енормно зголемена потрошувачка на вода. Ово утро заедно со мене е Зоран Стојанов, оперативен директор во јавното предпријатие Водовод и канализација. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро до вас и добро утро до гледачите на телевизија Телма. Напоменав дека минатата недела Македонија влезе во портокалова фаза, навистина имавме високи температури, освен користењето на вода за секојдневна употреба. Дали навистина имаше зголемена употреба за јавните површини, не знам, за дворовите користење исто така вода и слично, и дали тоа значи дека имаме енормно зголемена потрошувачка на вода? Па податоците што ги имаме, кои што редовно се забележуваат, покажуваат дека овој пат стварно имаше енормно зголемена потрошувачка на вода. Ако дневната потрошувачка во просек изнесува меѓу 250, 260 до 280 илјади метри кубни вода на ден, овој пат податоците покажаа дека таа бројка се искаше дури до 340 илјади метри кубни потрошувачка на вода, што значи дека сме имале поприлично зголемена потрошувачка на вода во градот Скопје и тоа веќе представува голем проблем, бидејќи изворот Рашче не е неисцрпен извор кој што може да постигне токави потрошувачки и тоа може да представува голем проблем за целиот град Скопје. Видите на некој начин дека представува проблеми за самото предпријатие оваа ситуација? Па да, секако, бидејќи таквите потрошувачки нагли кои што ги имаме, не само од економски аспект, него и технички аспект представуваат проблем, бидејќи во повисоките делови на градот мораме да уклучуваме дополнителни пумпи кои што ќе донесат вода до повисоките места, а за нас од технички аспект, бидејќи таквите нагли промени доведуваат до нагла промени на притисокот во дневната основа и на ноќна основа, што предизвикуваат и чести дефекти на мрежата која што ја одржува. Дали ова енормна потрошувачка на вода би значило изголемување на сметките на домашна адреса? Па во принцип да, кај оние кои што имаат во домери, кои што ја плаќаат водата, кај тие што немаат, значи во домери, таму не може да наплатите, тоа веќе представува голем проблем за нас, бидејќи напротив оние кои што плаќаат вода редовно, тие и го контролираат потрошувачката на вода, бидејќи сметките ќе им дојдат повисоки. Но таму каде што водата не се наплаќа, таму веќе представува голем проблем и тие предизвикуваат огромна потрошувачка на вода, а ние не можеме тоа да го наплатиме, така да предпријатието доаѓа во една ситуација каде што не може да ги наплати, а тие пари потоа да ги искористи за ревитализација на водоводната мрежа и одржување на истата. Колку често се случува вашите екипи да забележат нелегални приклучоци на терени? Колку е ова голем проблем? Па бидејќи нашата инсталација сепак е подземја, многу е тешко да тоа го откриете, иако нашите екипи вложуваат максимални напори да тоа преку дојави или самите по терен кога одат да санираат нешто, да увидат и да го пронајдат дивиот приклучок. Често се случува и совести граѓани да пријават дека некој од нивните комши или блиско или не дека забележале да има див приклучок каде што се користи нелегално водата. Убаво ги напоминавте совесните граѓани, но за колку што можеме да станеме совесни при самиот крај да апелираме како рационално да се користи водата, за да не дојдете повторно до ова, иако верувам дека е неизбежно. Па да, секако, кога се топлите денови, неизбежно е, луѓето имаат потреба повеќе од вода, но за да тоа некако се стави во некој си ред, граѓаните ќе треба или многу рано да ги полеваат своите дворови или доста навечер, кога потрошувачката се намалува, бидејќи во тие периоди температурите паѓаат. И замолница до сите тие граѓани кои што имаат увид не дека има диви приклучоци кои што дополнително тие бидејќи не плаќаат сметка, не се грижат за водата, да пријават до нашите служби за да можеме ние тоа
потоа да со нашите екипи да го исклучиме и да таквите приклучици станат што помалку во град Скопје. Секако дополнителна помош не би била на одмет. Ви благодарам многу за одвоеното време. Ви благодарам и на вас. Тоа беше Зоран Стојанов, оперативен директор во јавното предпријатие Водовод и канализација. Нашата денешна тема беше дали имаме енормно зголемена потрошувачка на вода во месец јуни. Тоа ни го потврди мојот денешен гостин со оглед на тоа дека навистина имавме високи температури во изминатиот период, поготово минатата недела кога Македонија влезе во портокалова фаза.